Куршумлијан се наоѓа во срцето на старата Скопска чаршија, на местото на поранешната железарска чаршија, а денес во дворот на Музеј на Македонија. Овој објект името го добил во 19 век, откако покривот бил обложен со олово, што на турски јазик значи оловен ан. Не е позната годината на изградбата на овој ан, но според записите, најверојатно бил изграден некаде во средината на 16 век, од страна на Мула Муследин Ножа. Објектот зафаќа површина од 1800 метри квадратни со 60 простории сместени на два ката. Се состои од два дела, од кои поголемиот дел служел за сместување на трговците со нивната стока, а другиот содржал штала и други помошни простории. Главниот влез се наоѓа на јужната страна и води до дворот на поголемиот дел, во чија што средина се наоѓа шадраван. Над главниот влез е изграден трем со куполест покрив. Од левата и десната страна на приземјето и на катот се простира отворен трем, изграден со големи квадратни камени столбови, кои меѓусебно се поврзани со полукружни лакови. Приземјето служело за сместување на стоката, додека на катот се наоѓале собите во кои почивале гостите. Вториот дел служел како конјушница и во него се влегува преку поголемиот дел или преку влезот сместен на источната страна. Ѕидовите се изградени во византиски стил, со редење на тули и камен и со високо подигнати позорци. Над нив има мали куполи кои наликуваат на пирамиди со благо извишени страни и во минатото биле покриени со олово. Со својата местоположба и важната улога што ја имал овој објект низ историјата, на ова место се случиле многу значајни настани предизвикани од човекот, но и од природата, која што оставила трајни белези на Куршумлијан. Првата трагедија на овој објект се случила само неколку години по изградбата, односно со катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1555 година, кога била направена мала штета на анот, која што наброгу подоцна била санирана. Второто значајно оштетување на оваа градба се случило во 1689 година, кога Скопје било разрушено и спалено од страна на австријците. Куршумлијан после оваа трагедија долго време не можел да се опорави и за жал не постојат пишани податоци кога бил реновиран и повторно пуштен во употреба. Во првата половина на 20 век во повеќе наврати биле вршени поправки и конзервација на одредени делови на објектот. Во својата бурна историја, Куршумлијан го преживеал и земјотресот во 1963 година, но со многу тешки и големи оштетувања и рушење на неколку ѕидови. Куршумлијан низ неговата историја имал повеќе намени во зависност од културно-историските прилики во одредена епоха. Во неговата изградба се до втората половина на 19 век, овој објект служел како ан или конак и бил прифатилиште на разни трговци и занаетчии кои што овде наоѓале привремено прифатилиште за време на долгите патувања низ Балканот. Кон крајот на 19 век бил претворен во вилаетски затвор и за таа цел бил користен до 1905 година. Во време на Балканските војни и Првата светска војна овде било складирано оружје и било организирани воени операции. Помеѓу двете светски војни во времето на кралството Југославија, на ова место биле депонирани археолошки предмети, а како посебно одделение започнало да работи и лапидариумот, односно местото каде што се чуваат камените скулптури и надгробни споменици кои што и ден денешен се наоѓаат во задниот дел, односно конјушницата. Куршумлијан во последните неколку децении е прав културен центар, културно катче во кое што има голем број на културни работници од различни сфери и ја изразуваат својата креативност на уметнички вештини. На ова место се одржуваат разновидни ликовни изложби, театарски и оперски представи, концерти, филмски и музички фестивали и многу други културни манифестации. Пружајќи шанса да се доживее историјата и да се почувствуваат животот во минатото, комбинирано со одредени модерни интервенции, Куршумлијан со задоволство секојдневно го посетуваат домашни и странски туристи, кои се воодушевуваат од ова извонредно архитектонско дело.